Da se dokaže дека limes od minus 1 vrs x minus 3 na kvadrat, кога x teži kon 3 еднакво на минус безконечност. Под дефиниција, треба да докажеме дека за произволно n помало од 0, значи ова е негативен број, може да најдеме делта поголемо од 0, барем едно делта поголемо од 0, ова значи, така што x, апсолутна вредност од x минус а помало од делта ќе повлекува f од x помало од n. Ајде да видиме оваа импликација за конкретниот пример. Во случајот а е 3, пак имаме x минус 3 помало од делта повлекува f од x помало од n. Како да предходните примери, најпрво допуштаме n да биде произволен број, односно нека n помало од 0 е произволен реален број. Значи имаме произволен, негативен, реален број. Што треба да покажеме? Дека за било кој n, во случајов, дека за n секогаш ќе најдеме барем едно делта, значи треба да најдеме за било кој n, барем едно делта за кое, така што ќе биде исполнето. Апсолутна вредност од x минус 3 помало од делта, повлекува f од x помало од n. И во нашиот случај, ова x е еднакво на минус 1 врз x минус 3 на квадрат помало од n. Ова задача f од x е оваа функција. Па така овој дел од импликацијата е даден со ова израз тука. Го земаме десниот дел на импликацијата. Имаме минус 1 врз x минус 3 на квадрат, минус 1 врз x минус 3 на квадрат помало од n. Најпрво, ја множам и левата и десната страна со минус 1. Добивам 1 врз x минус 3 на квадрат, веќе множам со минус 1, знакот се менува од помало во поголемо, од оваа страна ќе имаме минус n. Прашањето кое што сега се поставува е дали може да коренуваме на левата и десната страна од ова неравенство. Зошто да коренуваме? Зошто да коренуваме, бидејќи да забележиме на левата страна x имам абсолютна вредност од x минус 3. Ако коренувам, коренот x минус 3 на квадрат ќе ни даде абсолютна вредност од x минус 3. Затоа сакам да коренувам. Се враќаме на прашањето. Дали левата и десната страна може да ја коренуваме кај ова неравенство? n е негативен број помножен со овај минус 1 кој што ги имаме претходно, ќе даде позитивен број. Затоа десната страна може да се коренува. Ако имаме негативен број, не може да барате квадратен корен од негативен број. Јасно, на левата страна имаме позитивен број, имаме 1 врз x минус 3 на квадрат, x минус 3 е позитивен број, 1 е позитивен, позитивен врз позитивен е секогаш позитивен број. Овој чекор може да коренува. Имаме квадратен корен од 1 врз x минус 3 на квадрат поголемо од квадратен корен од минус n. Уште еднаш, n е негативен поради овој минус, значи, викаме дека n е произволен негативен број, n е помало од 0. Поради овој минус, под коренот како аргумент имаме позитивен број. Тоа да не е Данието неравенство е еквивалентно со квадратен корен од 1 врз квадратен корен од x минус 3 сето на квадрат поголемо од квадратен корен од минус n. Или тоа е еквивалентно на квадратен корен од 1 е 1, квадратен корен од x минус 3 на квадрат е апсолутна вредност од x минус 3, поголемо имаме од десната страна на неравенството да препишуваме или имаме квадратен корен од минус n. Тоа е еквивалентно на x минус 3 помало од 1 врз квадратен корен од минус n. Имаме квадратен корен од минус n.
во ред. Значи, десната страна од оваа еквиваленција со еквивалентни трансформација дојдовме до ова израз тука. Се враќаме во импликација. Има x минус 3 помало од делта повлекува преку десната страна од импликацијата еквивалентна на ова израз тука. Имаме повлекува x минус 3 помало од 1 врз квадратен корен од минус n. Што требаше да најдеме во задачата? Требаше да најдеме за било кој n помало од 0, барем едно делта, така што ова импликација ќе биде исполнета. Сега, ако земам делта да биде 1 врз квадратен корен од минус n, рековме делта е покорен број од 0, 1 е позитивен број, квадратен корен од минус 1, квадратен корен е секогаш позитивен број, па така ќе имаме позитивен врз позитивен број, значи ова не е позитивен. За било кој негативен број n, секогаш ќе најдам барем едно делта еднакво на 1 врз квадратен корен од минус 1 по тој број, така што ова импликација ќе биде исполнета. Со тоа докажавме дека ова име се еднаков на минус бесконечност. И ова сега претходно што кажуваме да го запишеме, за секој n помало од 0 постои делта поголемо од 0 и делта еднакво на 1 врз квадратен корен од минус n, така што импликацијата x минус 3 x минус помало од делта повлекува минус 1 врз x минус 3 на квадрат помало од n е точно. Што по дефиниција значи дека овој лимес е еднаков на минус бесконечно.